Значи, основните правила мора да ги почитувате кога се изведува медиацията. Двајцата се трудите да барате решение. Кога едната страна зборува, другиот до крај се почнете се изслушувате, не прекинувате кога давате образложување. Се почитувате еден со друг и секако мора да зборувате вистина. Вака со седнување на заедничка маса и дискусија завршуваат врсничките конфликти во основните училишта во Словенија. Овој модел за решавање конфликтни ситуации го учат и стромичките ученици. 9 од деленците, Рајс Пожак и Свид Дворник, се медиацијски тим кои имаат 3-годишно искуство во нивното училиште во Љубљана. Велат дека учениците сами сакаат да бидат дел од процесот, доколку имаат проблем со соученик. Ja, po mojem zelo pomaga, ker je res dobra rešitev za vse. Значи, од 2006 година ги имаме медиацијата на нашето училиште. До сега е намалено, немаме веќе насилни ситуации. Имаме некои мали конфликти, децата сами се предлагаат и бараат за да има изведба на таа медиација, така да има многу позитивни решенија во самата клима, во училиштето, меѓу соврсниците, па и сигурно по колектив. Bile so pač navadne zadeve, nič posebenega. En je bil pretep, en je bil pa sam, da sta se skregala. Еден од конфликтите било насилно однесување, двајца биле се степале, да кажеме. Другиот конфликт па бил некоја обична кавда во која двајцата сакале да ја решат со разговор. Родителите не се вклучени во процесот, а тоа што се случува во училиштето и во медиацискиот процес останува во школото. Вели словенечкиот експерт. Учениците потпишуваат договор, а неговото непочитување повлекува санкции. Старши се не уклучуваат. Имаме некоја ситуација, родителите не се вклучени во медиацијата. Медиацијата е нешто строго доверливо кое останува во истата просторија каде учениците се повикани на разговор и ни ја изведуваат. Ке напоменам дека учениците кога сами ќе дојдат до некое решение имаат еден образец кој ние го викаме медиаторски договор и го потпишуваат и се држат на одредените решенија кои сами ги предлагале. Медиаторот е тука само посредник и ги води. Родителите па немат никаква пристојност, немат пристојност да посегаат во проблемите на децата. Тоа кар мора да направи училиштето, да ги води, нормално казни следат за насилно однесување или за некои големи прекршоци, материјални или било какви. Од Сан Домасев велат дека досега немале ситуации кои повлекле строги санкции кон учениците. Сметаат дека искуството од Словенија ќе им биде од голема корист за справување со проблемите кои може да настанат. Интересен момент е медиацијата која само ќе ни даде за право смирување на ситуациите, а за нас училиштата тоа е премногу, затоа што ние секојдневно се соочуваме со вакви проблеми, честопати за еден обичен поглед, нели, кој ние наводно не ни е нам доличен, нели, за да го прифатиме, се случуваат конфликтни ситуации. Да научиме фактички да ги читаме изразите на лицата од нашите ученици, па и меѓу себе наставниците, да знаеме да ги читаме чувствата на сите поединци тука во институцијата. Гостите од Љубљана првпат работат со школа од Македонија и велат дека ќе се обидат да пренесат што е можно повеќе искуство и да ги обучат и наставниците и учениците да влезат во процесот на медиација.